храм е саграđен 1991. godine i posvećen je Svetom Klimentu Ohridskom, zato što Sveti Kliment je, kao da kažem, Sveti Sava u Srbiji, Sveti Vasilije u Crnogoru, Sveti Petar. Sveti Kliment Ohridski, kako se ovdje proslavlja, isto je i državni praznik i on je, eto, zaštitnik Makedonske pravoslavne crkve. Ovaj hram je počeo da se gradi 1972. godine. Tada Makedonija kao mlada država nisu imali neki veliki hram. Bio je jedan roždestvo Majke Božje, tu blizu je Presvete Bogorodice. To je bio kao najveći hram, a sad je trenutno ovaj najveći hram u celoj Makedoniji. Izgrađen je, ima kripta dole isto. Kao u Podgorici, u Beogradu. Može se ići, da. Samo da pogledamo. Tako da možemo da pogledamo malo, eto, kakva građe, možda čudna nekad kad gledamo sa strane, ali pravoslavni hram je, da, interesantno, da. I ovaj spomenik u čast prvi arhipiskop koji je bio, koji je obnovljene Ohridske arhipiskopije, tad su oni bio i desite, pa su napravili pre 20 godina to je stavljeno. A možemo unutra da pogledamo. Служам во овој свет храм кој што е посветен токму на патронот на нашата Македонска православна црква, Светиот Климент Охридски, кој што еден од учениците на Свети Кирил и Методи, кој што го празнуваме сега во сабота на 24 мај. Свети Климент Охридски има повеќе храмови, нели, во Република Македонија, но ово е соборен, архиепископски соборен храм, во кој што храм служи архиепископот, нашиот поглавар на Македонската православна црква, господин Стефан. И всушност овој храм е граден некаде околу 30 до 35 години, некаде започна да се гради 1970-71 година, кој што храм со многу труд, со многу мака, е некаде изграден 90-та година и осветен на 9 август, во кој што е токму посветен, нели, на Светиот Климент Охридски на 9 август, каде што се празнуваат 7-те численици и е посветен на Светиот маченик Пантелеймон. Овој храм, ќе кажам дека се уште се гради, се уште не е дозавршен, се уште не е во она форма во кој што треба да биде направен, бидејќи недостасува надворешна крстелница и во кој што треба да има, нели, пропратен објект, канцеларија за свештенството во кој што служи во овој свети сечесен храм. Фреско живописот во периодот до 90-та година е направен само пантократорот и ширшеја снетес, кој што е на Пресвета Богородица внатре во олтарот, за да може, нели, да се освети самиот храм и да биде пуштен во употреба за народот. И еве се до ден денеска се уште се црта,
но благодарение еве на луѓето кои што работат тука, се надеваме дека еве за брзо време, веќе за кратко време би можело да се дооформи, да се доцрта и да се заврши конечно натре со фреско живопис соборниот храм. Она кое што би сакал да потенцирам, оваа црква е во вид на градба на ротунда, во кој што е во круг и е една од ретките нели во Македонија во кој што се гради ваков начин. Претежно градбите на манастири и цркви во овој дел, како и на балконот е во правоаголна форма во вид на вграден крст, но овој е во ротунда. И еве би посочил дека има посветено 3 престола, едниот на Пресвета Богородица, другиот на Свети Константин и Елена и главниот е токму на Свети Климент Охридски. Од десната и од левата страна, кога влегувате натре во храмот, исто така имаме посветени 2 параклиси или 2 мали црквички, кои што е, ако сте слободни, ќе се стигнели долу и ги видите. Едниот е посветен на Свети Великомачен Мина, а другиот е на Пресвета Богородица. Ќе потенцирам оној кој што е за Свети Великомачен Мина. Тоа е една стара икона кој што имало поранешен храм во близина на Пресвета Богородица во центар. Може ќе појдете таму, разговаравме со отецот. Имала мала црква, но во 43-та година, кога бугарите владееле тука, фактички било запалена таа црква и таа престолна икона од Светиот Великомачен Мина не изгорела. Се случило чудо и луѓето кои што живееле покрај малата црквичка ја подигнале, ја земале, ја скриле во нивниот дом и се до 90-та година била во нивниот дом. Но кога се осветил храм, таа икона била подарена токму на нашиот храм и ете, за да се обележи самата икона, направено параклис кој што се наоѓа долу и таму служиме токму на денот посветен на Свети Великомачен Мина, или пак кога е многу младно, не можеме да ја затопиме на црква и кога што се идува долу да служиме литургија. Еве она кое што би сакал друго да напоменам, во нашиот храм се наоѓаат мошти на светиот Јоники Ракотински. Тоа е светител кој што поново време, нашето време. Значи, починате некаде 60-те години, во кој што неговото тело било нераспадливо, но живел во близина на Скопје, на подножието на Водно, каде што сам си ја предвидел смртта, сам си го ископал гробот и си го предвидел денот кога нели ќе почине. Што се случило? Селаните го покри монакот, но по 70 години неговото тело само со ковчегот избило горе на површината. Селаните, бидејќи неучтиви, не знаеле што треба да направат, наместо да пријават нели во епархијата, тогаш повторно пак го закопуваат натре во гробот и по 80 години повторно пак се избило телото на површина. Тогаш било веќе пријавено, нашите свештеници, нашата епархија го подигнале телото и еве можам слободно да кажам дека се уште неговото тело не распадливо, каде што неговата температура е 36,6 исто како на жив човек. Така да многу чуда денеска се случуваат покрај моштите на светиот Јоники Ракотински, а неговиот култ е веќе изграден на цел Балкан. Мошти се наоѓаат во Србија, мошти се наоѓаат во Грција во еден манастир и сега имаме исто неколку луѓе кои што свештеници кои што барат и во Албанија да се однесат делови од моштите на светиот Јоники Ракотински. Големи чуда се случуваат токму на овој гроб во кој што ние како свештеници секој вторник во 17 часот служиме акатист и многу луѓе кои што, повторно ќе кажам, боледуваат од различни смртоносни болести, наоѓаат спасение токму пред моштите, молејки се пред моштите на светиот Јоники Ракотински.
Еве, јас да не бе многу ви задржувам, бидејќи ако говориме, ќе говориме многу, имаме за зборење. Затоа ќе оставам, еве, простори, вие ако имате нешто да ме прашате, слободно прашајте ме, но да ставиме простор, нели, да ги видите Свети Спас и Свети Димитрија и Пресвета Богородица, како што рековме, ако имате време да посетите денеска. Благодарим. Мило ми па да дојдете. Ајде да ја видите, само светимина, бидејќи таму ќе... Отец, од кога се смatra дека е икона? Тој век? Мислам дека е 19 век. Мислам дека е пишува на неже, сега ќе видите, не знам кога се почна. Да, 1947. Тогаш е приложена, е дадена